денеска на една дебата, која е всушност прва од серијата од 10 дебати во рамките на проектот Дебати МК. Јавни дебати кои Diversity Media ќе ги организира во периодот од април до септември 2013 преку проект делумно подржан од програмата Civica Mobilitas и Центарот за институционален развој ЦИРА. Темата што ја одбравме како наша прва дебата е зашто македонското општество слободата на изразување не ја гледа како демократска вредност и уште веднаш веќе како да ставаме тука некаква граница, не велиме дали или како, туку велиме зошто. И мислам дека денеска овде ќе имаме повод да разговараме на оваа тема, еве и со вклучување на публиката и со нашите присутни гости. Всушност, би сакале да поразговараме за тоа кога по многу години кога некои нови генерации ќе читаат за денешното општество, за нашето време. Дали би читале, беше тоа време на пиар стратези, на маркетинг агенции во полн цвет, а критичката општествена мисла, објективното новинарство и сатира го сметаше за излитена или демоде, како сакате. Една мисла неодамна прочитав вели: општеството без критика, општество што умира, општеството без хумор и без критика, општество што мачно умира. Сакам да дискутираме за тоа дали денеска важи една исто така добра мисла, дај ми слобода да знам, да изговорам и да тврдам слободно врз основа на убедување, пред се врз основа на сите слободи. При тоа мислам на слобода не само во новинарството и овде присутните новинари што сме во состав, туку зборувам за слобода на изразување севкупно во општеството. Во театарот, дали последните години наидовме на представа која што била критички се однесувала кон власта, кон некоја појава во општеството и слично, или само сме зборувале за рецензии кои што биле во рамките на уметничка вредност. Или дали зборуваме за некаков израз кој што би бил критика на денешното општество. При тоа мислам на еден тип како што беше рекламата со сјајот кој што ги бришеше фреските, например, што бргу беше сигната од билбордот. И ред други работи. Значи поентата ми е, и предпоставувам дека денеска би можеле да го расчистиме ова, дали навистина ние слободата на изразување всушност сметаме дека е вистинска демократска вредност и да се изгради едно вистинско демократско општество. Јас ќе ви ги представам панелистите денеска. Ќе тргнам од дамата, Оливера Трајковска, ја знаете како уредник, водител на Вин-Вин и така други театарски, попишно телевизијски проекти. Оливера, благодарам што се озвавте нашата покана што дојдовте. Зоран Димитровски, исто така човек кој што долги години и во времето некаде во оваа наша долга транзиција се занимава со новинарство и нешто порано, уредник на Македонија. И сега би сакала да го поздравам нашиот гостин што ни направи чест денеска, вице-премиерот за европски прашања, Бесими, кој што се надевам ќе даде своје видување на сето што се случува во нашето општество. Колегата мој Назим Рашиди, заедно работиме на овој проект, е овде и заедно ќе се дружиме со вас да го достигнеме она за што е зборував на почеток. Назим? Добро, ви благодарам уште еднаш што сте присутни тука и уфалендероите џид веќе е ни презент и поради прагматичност и поради фактот што јазикот не треба да биде бариера, него напротив алатка за комуницирање и нели за изразување. Дебатата решиме да ја направиме само на македонски, но ако некој има потреба да се изразува и на албански, ќе се потрудиме да помогнеме со превод. И би почнале одма со дискутијата и со темата и на неколку форуми во последен период медиумските работници, новинарите отворено ја кажуваат констатацијата дека не е направено колку што треба во општеството за слободата на говор и за слободата на изразување, но од друга страна што може да се направи и ние можеби како новинари да, но не само новинари, него целото општество, поготово структурите, владачките структури, што може да се направат за ова битен елемент на демократијата да може да биде дел од нашето општество. Па би почнал со панелистите. Не, прво ќе почнеме, за да не мисли министерот дека го оставаме у несгодна ситуација. Прво ќе почнеме со новинарите колеги. Еве, без некаква формалност, нашиот колега Зоран. Дали мислите, тука во микрофонот. Дали мислите имаат предност? Да, ама дека имаат предност. Еве, ми сугерира
Оливера. Дали мислите дека нашето општество ја сфатила целта на слободата на изразување, не само во контекст на новинарството, него повеќе од тоа? Добро, прво зборуваме за едно општество кое е младо демократско општество. Значи, ние имаме 20 години демократија само, претходно живеевме во еден, условно речено, режим кој што беше еднопартиски и формално. И логично е дека за 2 децении не можеме да се научиме на оние основни демократски вредности или бареме мал тој период за една држава да созрее демократски. Но тоа е вака една општа констатација. Јас би сакал да почнам со нешто што мислам дека е карактеристично од однос на слободата на изразување и што е важно за пред се за делот, за медиумите и за новинарите кои што, бидејќи јас сум дел од таа професија, не сум стручњак за театарот. Може би Оливера повеќе да. Значи, ние имавме минатата недела 2 настана, кои новинарите се однесоа, се ги покрија така како што ги покрија. И од нив зрачи она што мислам дека е проблем на ова општество изминативе 20 години. Едниот настан беше една случка во Македонска Каменица, каде што загина рудар, 27 годишен Даниел Велков, за кој сите медиуми веста ја проследија со пече среда, а следниот ден ние бевме единствена екипа, не заради тоа да се пофалиме, туку едноставно сосема случајно ние пративме репортери на теренот да ја покријат приказната и да ја покријат од аспект на тоа зошто се случува во Македонија после 20 години, но не после 20 години, едноставно нели знаеме дека рудниците работеа и претходно, но зошто се случува веста на загинување на рудар да не го ужаснува општеството. Значи да не се покренува целиот, ако сакате, новинарски естаблишмент, политички естаблишмент. Ние буквално видовме еден медиумски молк, или ако сакате вистински со новоговорот на политичкиот естаблишмент, еден медиумски мрак за смртта на еден млад човек на 27 години. Минатите неколку години дознавме дека 7 рудари загинале во САСА, буквално секоја година по еден, некоја година двајца, и дека сето тоа се случува без општеството да реагира, без политиката да реагира, без политичките партии да направат пресконференција, да се организираат протести и демонстрации. Зошто ова го велам? Затоа што следната вечер во општина Центар беа исечени 4 дрвја. Значи ужасен чин, можам да кажам, чин кој што ја стави во паника половина македонска јавност. Значи не велам, не сум заговорник за тоа оние што се еколози, оние што сакаат да се заштити животната средина, оние што сметаат дека во Центар е пренатрупано со споменици и со градби, сите тие имаат право. Но вемо, главниот фокус на медиумите во Македонија беше насочен токму кон тоа, кон 4 дрвја што ќе фалат во општина Центар. Сега, зошто ги споредувам овие два момента? Затоа што сакам да ја нагласам таа наша преокупација, затоа што новинарите се по природа една елитистичка каста. Значи новинарите не ги ставам во делот народот и во делот популус што се нарекува. Значи новинарите се една елитистичка каста која што е многу повеќе заинтересирана за приказните кои што се вака софистицирано елитистички либерални. Значи заштита на човекова средина. Претходно имавме пред 2 недели кучињата како се строени низ градот и така натаму. Значи нам повеќе ни значи животот на кучињата одошто животот на луѓето. Тука се разбира не ја амнестираме власта. Значи таа поинаку таа влегла во истиот фазон, значи одговара на таков тип на напади, не знаејќи дека предметот на дискусијата е поинаков. Ова сакам да го подкрепам и со нешто друго, со нешто се случува на меѓународно ниво. Пред неколку дена гледав на една од тие светски ТВ медиуми, еден професор на Джорджтаун универзитетот, кој што направил истражување и буквално тврди дека најголемиот дел од американските ТВ мрежи и од глобалните ТВ мрежи, значи вклучувајќи ги оние кабловските CNN, значи натрешните американски ABC, NBC, CBS, дека веќе затвараат голем дел од своите аутлети. Ја пренасочуваат публиката кон поинакви така наречени hard news. Што е причината?
Причината е што публиката веќе не сака да гледа дебати. Публиката не ја интересира она што се случува во светот на софистицираната елитистичка политика. Публиката сака да гледа hard news. Публиката сака да гледа дали за човечките несреќи. Се разбира, публиката сака да гледа и дали постојат огромни измами на голем дел од народот. Значи не станува збор само за животни несреќи во смисла на гинење во рудници, во несреќи со такајни, во трагедии и така натаму. Но премногу ова елита и се наметна на јавноста со своите теми за слободата на говорот, слободата на изразувањето, демократијата и човековите права, го зазеде медиумскиот простор дотаму што народот остана буквално без својот глас. Народот остана без она што тој сака да го чуе. И сега што? Доаѓаме до елементот на овие вредности, нели? Ние знаеме дека вредностите на слободата на изразувањето, слободата на печатот, слободата на печатот, слободата на изразувањето, човековите права, дека се вредности на либералната демократија. Но, знаете што? На политичкиот пазар, тие вредности се исто така стока како и секоја друга. Ние новинарите, можеби заради тоа што припадаме на една елитистичка каста, им придаваме премногу значење, но огромен дел од народот не им придава такво значење. Значи, еве зошто. Живееме прво во време на економска и финансиска криза, која што не ги погодја само граѓаните на Република Македонија, тоа е општа глобална, многу повеќе европска на континентот каде што живееме, економска и финансиска криза каде што луѓето остануваат преку ноќ без леп. Ние гледаме на европските телевизии што се случува во Шпанија. Значи некои приказни кои што до вчера не можевме да ги видиме, напротив, луѓето заминува во Шпанија како гастарбајтери, но сега гледаме како шпански семејства остануваат да врзат крај со крај. Гледаме дека процентот на навработени во Шпанија стига некаде до 28%. Малте не е приближен до македонскиот, или рече си иста кога ја сметаме сивата невработеност во Македонија. Гледаме што се случува во соседна Грција. Во земји кои што се членки на Европска унија и кои што човековите права, а основни човекови права се нели правото на живот, правото на работа. Дури потоа се овие права на изразување, права на слобода на говор, права на значи слобода на медиум, слобода на печат. Значи, таа економска и финансиска криза ги девалвира, буквално ги девалвира овие така наречени вредности кои што стануваат луксус на политичкиот пазар. Тие вредности стануваат луксузна стока. Натаму, ако сакате, станува збор за девалвација дури и на поимите што ги определуваат овие вредности. Зошто? Затоа што тие се девалвираат низ нивната злоупотреба. Да речеме, човековите права најчесто се злоупотребуваат затоа што оние институции, светски институции, држави, кои што се главни, условно речено, борци за човековите права, имаат двојни аршини кон човековите права. Да не правиме муавет за Македонија. Македонија во однос на човековите права знаеме какви неправди доживува и од Европската унија во однос на правата на именување на народот, во однос на правата на малцинствата во соседството и така натаму. Вториот дел, правата на слободата на медиумите. За слободата на медиумите и на светско рамниште, да не правиме муавет на домашно, се зацкриваат одредени елементи, да речеме, на промовирање на една културна матрица на светскиот империализам, на еден американски империализам, ако сакате, на една Кока-кола демократија, на една демократија на империалистичка, каде што светската олигархија која што е спонзорирана нели од Соединетите американски држави, односно од олигархијата, економската и финансиска олигархија на Соединетите американски држави, сака да го наметне својот културен образец на светот. Апсолутно гледано од аспект на народот, на популусот, таков тип на демократија или слобода на медиуми нам не изгледа нели странно. Бидејќи чакаме феудализам. Не, јас се извинувам ако вака комуницираме. Се извинувам и јас, имате можност да поставувате прашувања. Добро, јас поентата е да имаме дебата и да ги слушаме сите ставови. Вие сега како сакате. Се извинувам, значи прво да ги слушаме нашите панелисти, сите ќе се изразат, па после и вие како публика ќе имате можност да поставувате прашања или да дадете ваши ставови. Се извинувам.
Еве, може би тука би застанал за да не ја иритирам натаму публиката за да продолжи. Ве молам иритирајте ако што можете, поентата е да имаме различни мислења и дебати. И во овој контекст е едно под прашање дали слободата на говор веќе треба да се третира тука во нашето општество како луксус или па да најдеме модуси на слобода на говор кој ќе биде некаква... Јас подосно може би ќе кажам неколку збора повеќе за актуелната состојба во Република Македонија во однос на медиумите, на политичките елити и така. Но во контекст на ова што вие го говорите за дали е луксус во Македонија, мислам дека апсолутно е. Може би причината е, господинот од публиката кажа дека сме ние може би феудално општество. А тоа ќе треба да се аргументира. Може би е причината токму таа, дека сме на нивото на развој на едно феудално општество. И затоа може би ќе треба да се направи одредена анализа како се разбира. Но јас овие аргументи ги изнесував од аспект на потребите на поширокиот круг од граѓанството. Знаете, ако вие на 24 декември имавте онаков настан во парламентот, сега да се спомнеме на најкрупните политички прашања во Македонија, тоа беше едно вака крупно политичко прашање. Дали мислите или дали некој очекува дека граѓаните ќе реагираат или ќе реагираат поинаку или било како, sejedno како тој настан беше представен во јавноста? Ако гледаат дека една група од 20-30 пратеници, нека биде дека и на најгруп начин е исфрлена од парламентот, нека биде дека е исфрлена со полиција и со тепање, иако јас за тепање не знам, но не е важно, еве нека имало и тепање дури. Дали мислите дека граѓаните и ќе реагираат исто на тоа, или пак ако видат дека полицијата тепа обични граѓани? Што мислите вие? Дали мислите дека политичките елити за граѓаните ќе ја чувствуваат истата болка и истата потреба како што ја чувствуваат и политичките елити? И да нека биде прашање за дискусија за понатаму, мислам дека Оливера има различни ставови, па после ќе видиме и како се однесуваат еве и политичките елити за слободата на изразување. Повели Оливера за вашата првично излагање. Пред 5 години, не знам колку време, не повика во некоја невладина организација. Темата беше ова е дом на демократијата и дали мислите дека дебатата му е потребна на македонското општество. Бев еден од гостите и реков: Боже, за ова сум платена на телевизија, седам како глува кучка на работа, бидејќи никој не доаѓа. И сега одеднаш се наоѓаме како гости кај невладина организација за евентуално да се препрашаме дали може би тоа никому му недостига. Уште малку јалови дискусии, додека Ѓорги Иванов не се врати од патешествието во Канада и Америка. Во Канада вети дека Македонија ќе ја направи Канада на Балканите, што е попаметно веројатно од Ванчо Михајлов, малце подалеку. За тоа што ќе прави со Квебек, веројатно ќе се консултираат со Фатмир Бесими. Јас одбирам да се чувствувам принадлежна за таквите работи. Не знам кој е тој начин на кој што ние можеме да се консултираме со народот. Не разговарам со Никола Груевски, тој го знае тој рецепт, како одиш го прашуваш народот и си правиш тоа што ти вели народот. Останувам да верувам дека уредувачките концепти на различни места се некаков договор на луѓе кои што го сработуваат весникот, телевизискиот продукт, длабоко веруваат во концептот и вредностите за кои што сакаат да зборуваат. Тоа би било најкраткиот пат да имаме некаква прилично плурална сцена, а при тоа да немам грижа на совест според рецептот на Зоран Димитровски, дали луѓето сметаат дека чотекот по грбот на пратеникот помалку боли отколку по грбот на било кој граѓанин. Оти претходно пред таа епизода сум го поставила прашањето дали смртта на еден човек на плоштад, баш така граѓанин, поддржувач и не знам што, вреди повеќе. Тогаш дури не рековме вреди од што, вреди без никаква додавка, но одговорите исто така да ги добивме. Кога луѓето влегуваат во рудник, пишува среќно.
Предпоставувам затоа што се очекува дека не баш секогаш од таа јама излезе ударна вест, бидејќи веројатно не фасцинира идејата за смртта и уште нешто жолто во македонските медиуми, некако исто, туку како поделени две работи што не интересира. Предпоставам дека единствениот сегмент што е важен, ако се повторува 7 пати во истиот рудник, функционираат ли институциите и дали господата кои што го управуваат тој систем навистина подлежат под континуиран надзор. Се останато за мене станува доверувањето дека кога влегувате во рудникот пишува среќно. Понекогаш ќе се случи и во Франција, ќе се случи во Велика Британија, ќе се случи и во Македонија, но аспектот кој што мора да ни интересира не може да биде замката дека смртта на еден рудар е помалку вредна од, пазете, 4 дрвја во центарот на Скопје. Јас не мислам дека во медиумите беше толку многу жал за 4 дрвја, ама не мислам дека од тоа малку шума што го фрлија тие 4 дрвја успеавме да видиме неколку важни договори кои во меѓувреме се случиле, а ние околу нив не се вознемируваме. Зелената представничка објасни дека сето тоа се случува поради одлуката на 2 купени советници. Кога тоа ладно ќе ви го соопшти некој кој што е парламентарец и се подразбира дека доколку знае дека постои купување на советници, има место каде што тоа треба да го пријави, а не да води интерна полемика со граѓаните, не сум јас виновна, туку 2 ваши купени советници, да работата излегува многу повеќе надвор од колку 4 симнати дрвја. Дали некој направи разговор со било кој од луѓето кои што живеат таму, каде што имаат веројатно мали деца, каде што во 3 часот ноќе некој доаѓа со специјалци за да исече 4 дрвја. Еве, нека не е театар, ама навистина мислам дека Горан Стефановски, ако би останал подоцна овде, би се откажал веќе да ги пишува приказните за Дебармало и навистина би одлучил да напише една приказна како е можно да донесеме кордон специјалци за да пресечеме 4 дрва во Скопје. Еве, јас се согласувам дека тоа само 4 дрва. И тука е мојот проблем дека за 4 дрва сме подготвени да донесеме специјалци и да обавиме работата ноќе. Има ли потреба од такво големо дефинирање? Потребно ли му е на ова општество слобода на медиумите и дебата? Одговорот е не. Општеството е сегментирано, ама за жал, ние секогаш ќе понајдеме пример за бабата од околината на Прилеп, на која навистина не е важно како изгледа Дневник, Нова Македонија, 24 вести или Алфа телевизија, и ќе се обидеме да ја потиснеме темата дека всушност на граѓаните се помалку, да, ја се согласам, пипелметрите покажуваат дека Сулеман Величествениот им е позначаен од било што друго. Груевски е умен, па вели Сулеман Величествениот добро, еве вие хурем и ја добива општината со најмногу гласови во историјата на општина Карча. Да, политичарот секогаш кисела вода. Карпаш, не знам чудно. Само не беше хурем, веројатно е некоја друга серија за која немам увид. Некоја веројатно од индиските на Сител телевизија. Ми се чини дека она на покојниот Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, токму сме, треба да биде нашето мото за малите кружоци кои не мислат исто меѓу себе, но сметат дека гласноста не е храброст. Моето разочарување е дека ние денеска сме доведени во ситуација да се пребројуваме колку мина се храбри да зборуваат слободно. Слободата нема смисла ако неа во едно општество најдиректно и единствено ја поврзуваме со храброст. Ми се чини дека кога таа ќе стане нормалност или потреба да се говори, некаде ќе бидеме на добар пат, некаде ќе бидеме повеќе на ти со фактите, со тезите, отколку со тоа кој ни ги носи тезите. На ваков начин, кога тоа е прогласено за прашање на храброст, не велам одважност намерно, затоа што мислам дека во нормалната слобода е неопходна одважност и одговорност. И при тоа ценам дека ние можеме да бидеме добри медиатори кои имаат во своите уредувачки политики некаков елементарен договор, што е тоа за што тие сакаат да зборуваат. Таа различност ќе не доведе во ситуација да бидеме добри медиатори на полемика која инаку веќе постои. Кога не постои полемика,
меѓу политичките елити, кога не постои дебата, да го искористам тој ненормален збор, иако мислам дека секој граѓанин кој што ќе го прашате, смета дека дебата е двајца седнати на телевизија